Започнуваат вестите на Канал 8. Иако без најава, огревното дрво добива повисока цена за околу 10%. Вистински ценовен шок се најавува за почетокот на есента, кога се очекуваат нови, повисоки цени и на други услуги и производи. Средината на летото, иако не најавено, донесе поскапување на дрвото за огрев. Наместо очекуваните 2600 до 2700 денари за метар просторен, тоа веќе се продава за 200 до 300 денари повеќе. Освен тоа, на пазарот се чувствува извесен недостаток, па голем дел од домакинствата се уште не го обезбедиле основниот енергенс за загревање пред престојната сезона. Во јавното предпријатие Македонски шуми се уште официјално не ја потврдуваат информацијата, иако велат дека е регистрирана зголемена побарувачка, поради што е најверојатно и официјално ќе биде неизбежна корекција на цената на дрвата. Нема информација за колкав процент би можело да биде поскапувањето, но искуството од порано покажува и тоа ќе биде соодветно на цената на другите енергенси. Од она што на терен веќе се гледа, поскапувањето е за околу 10%. Соодветно на повисоките цени на дрвото, се очекува да се покачи и цената на јагленот, зашто најави од трговската мрежа веќе постојат, а новите цени ќе биле познати по набавката на нови количини, со оглед дека се уште се трошат за лихите. Повисока цена ќе добијат и брикетите за огрев, кои достигнаа и по околу 12.000 денари за тон. Во моментот, метар кубен буково дрво за огрев во Кочанско се продава по 2900 денари, а за дъбовото во просек се плаќаат околу 100 до 200 денари повеќе. Во зависност од каде се купува, во цената е вкалкулиран и транспортот, а некои продавачи наплатуваат дополнителен трошок за превоз. Жителите на Чешиново се жалат на лошиот квалитет на водата за пиење што ја добиваат од пумпите во своите дворови. За тоа влијаеле и поплавите од пред половина година, па сега се надеваат дека само со поврзувањето на градскиот водовод од Кочани проблемот може да им се реши. Обоена во жолто и со непријатен мирис на талок е водата што истекува од пумпите во дворовите во село Чешиново, од кои се снабдуваат жителите. Ја користат за пиење, иако се свесни дека тоа го прават на сопствен ризик, да го загрузат своето и здравјето на најмладите во семејствата. Сомневањата за исправноста на водата што ја пијат им се уште поголеми по поплавите од пред половина година. Во почетокот непријатната миризба на водата не ја чувствувале, но токму во најсушните летни месеци таа се повеќе доаѓала до израз. Затоа чешиновци, малку на сопствена сметка, се шегуваат дека пливаат на вода, а вода немаат. Па и немаме вода за пиење. Ја имам вода на 15 метра во дена мериш. А што е, кој ти ја се? Добро е, мокри на уста. Што да правиме? Ако стоја повеќе у шишето, оздоле жате. А некој бунар па оцрне оздоле, како талок. И мирише. Ние немаме водовод тука, немаме излаз ништо. Секој си има по куќите извадено помпи и од таа се пие. Колку е чиста не е испитано до сега никако кој ќе испита. Кај некој не е чиста, кај некој е чиста. Сега тука шарено. И однапред така било. Има некои такви од што беа поплавите, има малку некои гелти и така. Луѓето малку исплашени се. Пред нешто повеќе од една година, градоначалниците на Кочани и Чешиново Облешево потпишаат договор за поврзување на селските водоводи во соседната општина на градскиот водовод. Со тоа за околу 3000 жители од населените места Облешево, Чешиново, Чифлик и Уларци треба да се обезбедат по 10 литри вода во секунда. Чешиновци, токму во практичното спроведување на договорот, го гледаат решението за проблемот со лошиот квалитет на водата за пиење во нивното село. Секако другше е тоа малку. Ќе биде малку заштитено, малку тие како ја вика хлорисано она. Водовод имаме, современ водовод, а вода немаме. И сега чекаме од Кочани. Кога ќе дојде од Кочани вода, ние да пиеме чиста, убава вода. Во комуналното предпријатие Водовод рекоа дека тие технички се подготвени за поврзување на градскиот водовод кон селата од општина Чешиново Облешево. За таа цел била направена реконструкција на инсталацијата кај Долни Подлог, од каде е планирано поврзувањето, а поставен е и мерен вентил за испорачување на договорените количини. Се чека на локалната самоуправа на Чешиново Облешево да обезбеди пари за реализација на проектот,
за кој при потпишувањето на договорот беше речено дека е добиен официјален документ со кој се планира да се поднесе барање за средства од Светска банка или слични фондови. Се уште се испитуваат причините за пожарот во кој во четвртокот изгоре куќа во Кочани. Од противпожарната единица го повторуваат апелот за внимателност поради високите температури што условуваат појава и ширење на пожарите, посебно на отворен простор. Испитувањата што ги направила увидна полициска екипа треба да го дадат одговорот за причината поради која во четвртокот предпладне изгоре куќа во централното градско подрачје на Кочани. За сега предпоставките се во насока дека причина за пожарот е човечкиот фактор, посебно што соседите што живеат на улицата Раде Кратовче забележале група малолетни лица кои влегувале во куќата во текот на вечерните часови. Дали напуштениот објект го користеле како привремено живеалиште или за други активности, треба да покаже истрагата. Факт е дека со брзата интервенција на пожарникарите беше спречена поголема катастрофа, односно проширување на огнената стихија на соседните куќи и помошни објекти. Токму овој настан е предупредување до граѓаните за внимателност поради можноста од појава на пожари, зашто постојат поволни услови со високите дневни температури, велат од територијалната противпожарна единица. Доволна потврда за тоа е и што во текот на изминатиот месец кочанските пожарникари имале вкупно 44 интервенции, од кои сите, освен 2, биле за гасење пожар. Во 11 случаи било интервенирано при палење на електрични броила, климатизери, контейнери и патничко возило. Останатите излегувања на терен на противпожарните екипи биле поради запалена шума, стрништа и сува трева. При тоа е зафатена вкупна површина од околу 20 хектари. Во споредба со истиот период од минатата година, бројот на интервенциите на пожарникарите е зголемен скоро за 1/5. Наменување на дрвените прозорци со ПВЦ, реновирање, варусување и целосна дезинфекција и дезинсекција на објектите 3 и 4 во моментов работи детската градинка Павлина Велјанова. Заради годишните одмори работат само првиот и вториот клон на градинката, но активностите течат непрекинато. Иако со намален број вработени и работа на само 2 објекти, Кочанската градинка Павлина Велјанова успева да ги згрижи сите деца кои посетуваат градинка за време на летниот период. Заради годишните одмори намален е и бројот на деца кои посетуваат градинка, а истовремено и вработените користат годишен одмор. Така што во моментов од 4 работат само 2 објекта, клон 1 и клон 2. Во другите клонови во моментов се работи на реновирање, промена на прозорците, варусување, чистење и целосна дезинфекција и дезинсекција. Во клон 3 е завршено варусувањето и во тек е чистењето, деталното чистење на објектот, по кое следи дезинфекција и дератизација. Истото се случува и со останатите објекти. Дезинфекција и дератизација се прави, иако се прави преку целата година, но месец август е месец каде што се прават детално чистење на сите објекти и детална дезинфекција и дератизација, за да бидат објектите подготвени за стартот на новата учебна година, односно за стартот за месец септември. Во клон 4, во објектот клон 4, во моментот е во тек проект за реализација на замена на дрвените прозорци и врати со замена на ПВЦ прозорци и врати. Овој проект е финансиран од Швајцарската амбасада и локалната самоуправа на Кочани. И покрај намалениот капацитет на вработени и деца заради летните одмори, во градинката се одвиваат сите активности планирани за летниот период. Согласно програмата за работа, децата го учеа начинот на подготовка на зеленчукова супа. Дезинфекција и чистење ќе следи и во првиот и вториот клон, во кој моментално се згрижени децата со цел за успешен старт на новата учебна година, кога од септември сите деца ќе се вратат во градинка и нормално ќе почнат со работа и останатите 2 објекти. Деца кои одат во градинка, а често се со стрептококни компликации, бронхити, инфекции или предоперативна подготовка, треба да ја примаат пнеумококната вакцина која за прв пат пристигна и во Кочанскиот здравствен дом. Вакцината не е задолжителна и не е ставена во календарот за имунизација. Освен шестовалентната и уште една нова вакцина пристигна во службата за вакцинација и во Кочанскиот здравствен дом.
Станува збор за пнеумококна вакцина, која исто како и шестовалентната не содржи живи бактерии и вируси. Разликата на оваа од другите вакцини е тоа што пнеумококната не е задолжителна вакцина, односно ја нема во календарот на имунизација. Бесплатна е и секој заинтересиран може да ја прими. Од службата за вакцинација укажуваат на тоа кои деца треба да ја примаат оваа вакцина. Ова е апел до самите матични лекари, во колку они редовно вршат контроли на своите пациенти, во колку има дете потреба да се приме од ова пнеумококна вакцина, значи деца кои посетуваат предучилишна возраст, значи градинки, предучилишни установи, значи градинки кои често се во контакт со овај пнеумокок, а прави честе компликации со бронхит и бронхопнеумонии или деца пред оперативна примена. Од било која причина може да се јават во нашите служби и за неколку дена ќе пристигне вакцината и може да се аплицира. Од службата за вакцинација при Кочанскиот здравствен дом додаваат дека вакцината се аплицира во 3 до 4 дози, во зависност од возраста на детето. Доколку некои од родителите имаат нејасноти околу вакцинирањето на своето дете, може да се обратат во просториите на службата за вакцинација секој работен ден од 7 до 15 часот. В недела на 9 август се чествува споменот на Свети Пантелеймон. На истоимениот манастир ќе се отслужи света архиерейска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион. По повод празникот, апел за внимателност и поголема безбедност во сообраќајот упатува и полициската станица Кочани. На 9 август во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе се отслужи света златоустова литургија по повод празникот посветен на светиот великомаченик и безсребреник Пантелеймон. А во манастирскиот комплекс посветен на светиот Пантелеймон во село Пантелеј ќе се отслужи света архиерейска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. За време на викендов и за двата празника, Света Петка и Свети Пантелеймон, полициската станица Кочани и полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај воведува изменет режим на сообраќајот, на тој начин што сообраќајот од страна на службите ќе биде повремено наизменично запиран од двата правци, со цел безбедно и побрзо движење на возилата во тој дел од патот. Од ПС Кочани упатуваат и апел до возачите на возилата при движење на тој патен правец, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, наредбите и знаците кои ги даваат униформираните полициски службеници, а воедно и да не ги оставаат своите возила покрај општинскиот пат, со што предизвикуваат застој во сообраќајот, како и да не конзумираат алкохол, кој почесто е причина за случување на сообраќајни незгоди. Од полициската станица Кочани додаваат дека паркирањето на возилата како секоја година ќе биде на традиционално определените места на зелените површини, каде ќе има поставени и служби од ПС Кочани кои ќе се грижат за овозможување на влез и излез на возилата. Најпродаван од изданијата на македонските автори на сајмот на книгата во Скопје, веднаш позади книгите на Ден Браун и Роберт Ладлам. Романот "Сети се да ме заборавиш" на младата авторка Марија Јовеска успешно промовиран и во Кочани. Романот "Сети се да ме заборавиш" на младата авторка Марија Јовеска по успешното промовирање во Скопје и Струмица ја доживеа својата промоција и во Кочани. "Сети се да ме заборавиш" е издаден од издавачката куќа Култура, победник на конкурсот Романијада, објавен од Култура по повод 70 години постоење, а наменет за млади автори кои немаат објавено книжевно дело. Најпродаван е од изданијата на Култура за месец март, април и мај. На сајмот на книгата во Скопје бил најпродаван од изданијата на македонските автори, а на трето место од воопшто сите други изданија, веднаш позади книгите на Ден Браун и Роберт Ладлам. Авторката на романот, која пишува под псевдонимот Марија Јова, има 20 години и е родена во Струмица. Моментално студира во Виена. Романот го напишала пред 2-3 години, додека била средношколка. Задоволна сум од промоцијата во Кочани, имаше посетеност и интерес. Многу сум благодарна за интересот за мојот роман, кој што всушност е психолошки трилер со љубовна романса. Темата е љубовта и прашањето дали љубовта може да го победи времето, односно постои ли таа сила и таа моќ љубовта да не врати со некој поранешен партнер во кој што сме биле многу влюбени. Дејството се одвива во САД, во Соединетите Американски држави. Главните ликови се Линда и Кевин, кои што се две сродни души кои што живееле одреден временски период заедно и поради
одредена причина која што сега нема да ја кажем, се разделуваат и поминуваат 10 години и после 10 години тие се уште имаат чувства еден кон друг, но тоа е предолг временски период и се прашуваат дали Кевин е се уште истиот джентлмен, а Линда е онаа жена полна со разбирање или се променила и дали секој од нив има некоја друга личност која што сега им е посебна. Патот до објавувањето на романот бил трновит и долг, вели Јовеска, но за среќа со успешен крај. Целта на насловот е да укаже дека никогаш нема да ги заборавиме оние кои вистински сме ги сакале и кои ни значеле во животот. Инспирирана од убавината на Виена, град во кој во моментов студира авторката, од културата и традицијата на народот кој живее таму, како и од архитектурата, Јовеска подготвува нов роман, чиј наслов се уште трпи измени. Иако студира, Јовеска нема да го остави пишувањето, а романот "Сети се да ме заборавиш" ќе го промовира и во други градови во државата. Следува спортската информација. Фудбалскиот клуб Осогово добил писмено известување по електронски пат од Штипска Брегалница за привремено одложување на играњето праволигашки надпревари на стадионот во Кочани. Осоговци одговориле дека ги прифаќаат забелешките за недостатоците и ќе се потрудат да ги отстранат во дадените рокови. Писмена преписка преку електронска пошта се води во изминатите неколку денови меѓу представниците на фудбалските клубови Брегалница од Штип и Осогово од Кочани. Главна нејзина поента е одложувањето на правенствените надпревари, што штипјани како домакини требаше да ги играат кај нас. Во дописот што пристигнал на имејл адресата на кочанци биле наброени недостатоците што итно треба да се отстранат, за да може третото коло од првата македонска лига Брегалница да го игра на стадионот Никола Мантов. При тоа спомената е потребата од итно довршување на реконструкцијата на собликувалните, обезбедување сигурносни излези од стадионот, бојадисување на скалите и влезните врати со жолта боја, како и поставувањето сигурносна ограда на источната трибина. Се додека овие недостатоци што при посетата во вторникот ги констатирала комисијата на ФФМ не се отстранат, во Кочани нема да се игра прволигашки фудбал. Од градскиот фудбалски клуб Осогово одговориле на дописот од штипјани, при што се заблагодаруваат на информацијата и ветуваат оти ќе направат обид сите недостатоци да се отстранат во дадениот рок, односно во наредните 2 недели. Истовремено упатуваат забелешка што известувањето од Брегалница стигнало на адреса на кочанскиот третолигаш, наместо кај лицата од Кочани кои контактирале со представниците на Фудбалската федерација при нивната посета на стадионот. Затоа, во одговорот до штипјани е нагласено дека, за да нема недоразбирање во иднина, неопходно е да се контактираат официјалните представници на Осогово, кому стадионот му е даден на користење. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.